4 пациенти од пожарот во Кочани се во критична состојба. Локалните самоуправи да проверат безбедност на училиштата. Се одбележуваат 26 години од НАТО бомбардирањето на Југославија. Гнев во Гренланд по посетата на Уша Венс и Майк Волц. Трагедиите го променуваат светот. Мала хрватска општина продава ефтини имоти и гради спортски центар за да привлече млади семејства. Четири од пациентите од пожарот во Кочани кои се лекуваат во странство се во критична состојба, а очекуваме 8 да се вратат неделава во државава, изјави денеска министерот за здравство Арбен Таравај. Како што соопшти, денеска се очекува да бидат испишани 16 пациенти од домашните болници, каде се лекуваат вкупно 46. На клинички центар се лекуваат 26 пациенти и по 10 во градската општа болница 8 септември и во Свети Наум Охридски, во приватните болници 8 пациенти. На лекување во странство се 115 пациенти. Локалните самоуправи треба да утврдат дали училишта на нивна територија имаат изработено неопходни планови и процедури за заштита од природни катастрофи и други несреќи. Министерството за образование и наука ги повика општините на проверка на безбедносните стандарди во училишните објекти, напоменувајќи дека секој недостиг на документи подразбира итно постапување за зајакнување на безбедноста на учениците. Обврската се однесува и на училиштата под надлежност на државата, вклучувајќи ги основните училишта со ресурсни центри и државните училишта за образование и рехабилитација. Министерството за образование и наука посочува дека е важно редовно да се врши проверка на опремата за справување со кризни ситуации, како што се ПП апарати и хидранти, и дека тие треба да бидат функционални во секој момент. Министерството исто така напоменува дека државниот просветен инспекторат од денеска ќе започне со проверки на училишните објекти во рамки на своите надлежности. А посебно внимание ќе се посвети на тоа дали училиштата се осигурани и дали ги исполнуваат сите безбедносни стандарди. На денешен ден пред 26 години, во вечерните часови, почна НАТО бомбардирањето на тогашна Југославија. Акцијата беше преземена без одобрување од Советот за безбедност при Обединетите нации. Според податоци на Министерството за одбрана на Србија, за време на 78-дневната воздушна кампања на Алијансата се убиени 1031 припадник на војската и полицијата. Животот го загубија околу 2500 цивили, меѓу кои 89 деца. Повредени беа околу 6000 цивили, од кои 2700 деца, како и 5173 припадници на војската и полицијата, а 25 лица се уште се водат како исчезнати. Алијансата го започна бомбардирањето од бродови во Јадранот и од 4 воздухопловни бази во Италија. За време на 78-дневната кампања беа извршени 2300 воздушни удари и фрлени 22.000 тони проектили, меѓу кои 37.000 забранети касетни бомби. Во Гренланд избувна голем гнев поради посетата на американска делегација предводена од Уша Венс и Майк Волц. Премиерот Муте Егеде го обвини Вашингтон за мешање во внатрешните работи на Гренланд. Американската администрација под водство на Трамп сака да ја анектира Гренланд, што е во контрадикција со позицијата на владеењето на Гренланд и Данска. Местото на овие разговори се изрази како притисок врз автономијата на Гренланд и предизвика негативни реакции од локалното население, кое се чувствува запоставено како нецелосно вклучено во процесите што се водат на политички план. Вистина е дека човештвото се соочило со бројни трагедии, од војни кои сме ги предизвикале самите, до природни катастрофи пред кои сме биле немоќни. Некои од овие трагедии биле толкав размер, што засекогаш го промениле светот. Вистина е дека високата стапка на смртност од црната чума до некаде била одговорна за ренесансата во Европа. Пандемијата на бубонската чума која пустошела во Европа од 1346 до 1353 година предизвикала смрт на околу 50 милиони луѓе. Иронично, со големата загуба на живот, останале големи површини земјиште за обработување и подобрен животен стандард, што предизвикало напредок во уметноста, истражувањето и научната работа. Вистина е дека експлозијата во Бреша во 1769 година уништила голем дел од градот и резултирала со 3000 смртни случаи. Овој инцидент го променил законот за складирање барут и го поттикнал развојот на громобраните. Вистина е дека пандемијата со сипаници во 18-тиот век заради големиот број на смртни случаи, и тоа во време кога европејците пристигнале во Америка, довела до првото создавање на вакцина која спасила милиони животи.
Вистина е дека бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки во 1945 година од страна на САД, при крајот на Втората светска војна, однело над 330.000 животи и го означило крајот на војната. Овој чин го истакнал ужасот од нуклеарното оружје и важноста да се избегне неговата употреба во иднина. Вистина е дека хаваријата во Чернобил во 1986 година, кога се ослободи опасна доза радијација, ги поттикна напорите за зголемување на свесноста за ризиците од нуклеарната енергија и за потребата од строго почитување на безбедносните протоколи. Вистина е дека бомбардирањето на кулите близначки во 2001 година предизвика големи загуби, при што загинаа скоро 3.000 луѓе. Овој напад на терористите ја промени безбедносната архитектура на светот, со што започнаа стриктни контроли на аеродромите и иницијативи за зголемување на безбедноста. Вистина е дека цунамито во Индискиот океан во 2004 година, предизвикано од земјотрес со магнитуда од 9,3 степени, предизвика огромни штети и одзеде над 220.000 животи. Но исто така покажа солидарност на луѓето кои собрале огромни донации за помош на настраданите. Вистина е дека земјотресот на Хаити во 2010 година, со јачина од 7,1 степени според Рихтер, однел 316.000 животи и предизвикал голема материјална штета. Оваа катастрофа ја истакнала потребата за почитување на стандарди за градење и покажала како солидарноста може да ги обедини луѓето во време на криза. Малата хрватска општина Петријанец започна амбициозна иницијатива за привлекување млади семејства преку продажба на ефтини имоти и изградба на нови инфраструктурни проекти. Целта е да се создадат услови за младите да се преселат во оваа област и да започнат нов живот. Од локалните власти објаснуваат дека намерата е да се создадат атрактивни можности за купување на земја по ниски цени, додека паралелно се инвестира во изградба на спортски центар и детска градинка. Оваа стратегија има за цел да го зголеми населението и да создаде динамичен и пријатен амбиент за младите луѓе. Спортскиот центар ќе понуди широк спектар на активности, а детската градинка ќе биде важен елемент за младите родители кои сакаат да го комбинираат работниот живот со добрата грижа за децата. Заедно со другите инфраструктурни проекти, ова е дел од планот на општината да се развие како идно место за младите семејства. Иницијативата веќе привлекла внимание во регионот, со повеќе заинтересирани за преселба. Локалните власти се оптимисти дека проектот ќе оживее општината и ќе создаде позитивен тренд на развој и привлекување на нови жители. Четири пациенти од пожарот во Кочани се во критична состојба. Локалните самоуправи да проверат безбедност на училиштата. Се одбележуваат 26 години од НАТО бомбардирањето на Југославија. Гнев во Гренланд по посетата на Уша Венс и Майк Волц. Трагедиите го променуваат светот. Мала хрватска општина продава ефтини имоти и гради спортски центар за да привлече млади семејства.